Го губили власта македонскиот електорат по официјалните бројки од референдумот и признанието на ДУИ дека од 600.000 гласови за, 250.000 биле албанци. Соопштувајќи ги резултатите од неуспешниот референдум како победа на коалицијата за, вице-премиерот Бујар Османи се пофали дека албанските гласачи во огромен број дале поддршка за процесот. Албанците имаат излезено во нешто поголем број отколку на локалните избори 2017 година. Според општините, каде што албанците се во доминантно мнозинство, се околу 270.000, околу проценката е некаде до 250.000 албанци кои што гласале вчера, меѓутоа тоа треба да се потврди се разбира. Ако се потврдат бројките со кои се фали ДУИ, на контото на СДСМ би останале 350.000 гласови, што е помалку во однос на изборите од 2016-та, кога за нив се одлучија 436.469 луѓе. И ова бројка е дискутабилна со оглед на обвинувањата дека за време на референдумот биле полнети гласачки кутии, особено во местата со чисто албанско население. Дополнително процентот се намалува и со бројот на гласачите од другите етнички заедници. Дел од превладините медиуми веќе шпекулираат за предизборна македонско-албанска коалиција со која би се барало двотретинско мнозинство за имплементација на Преспанскиот договор. Не сите етнички албански партии ќе се согласат заедно да излезат, затоа што ја не гледам варијанта каде Зијадин Села би отишол заедно со ДУИ на исти листи. Тоа не му одговара ниту на него, а ниту на ДУИ. Не може СДСМ да очекува дека сите тие 600.000 гласови повторно би гласале на парламентарни избори, иако да, точно е, повеќето од нив би го направиле. Тврдењето дека имало граѓани од кои што гласаат за СДСМ, а не излегле на референдумот и сега дека би излегле на овие избори, е помалку веројатно, затоа што да, точно е, имаше членови на СДСМ кои што бойкотира. Сепак од БЕС и Алијанса не размислуваат за ваква опција. Сега нема ништо конкретно во оваа насока и моментално владиното мнозинство е сконцентрирано во собранието и изнаоѓање начини како тоа да помине. Не би сакале да градиме ставови врз на хипотетички прашања, доколку во иднина има такво нешто конкретно, органите на партијата нормално дека ќе донесат одлука. Не се разговара за ваква опција. За нас приоритет беше нашите гласачи да излезат на референдумот и да дадат поддршка за евроинтеграциите. Ставовите на Алијанса се различни од оние на власта во повеќе прашања, па невозможна е коалиција со партиите кои се дел од власта. И аналитичарите сметаат дека ваквата опција е тешко остварлива. Според дел од нив, владината коалиција дополнително се разнишува и по изјавите на ДУИ дека не се согласуваат нисто со превремени избори, што е аларм за Заев дека голем дел од етничките македонци не му ја дале поддршката на референдумот.